Во бали од компресирана рециклирана хартија товарена во камион на граничниот премин Богородица, полициските службеници и цариници открија 188 килограми марихуана, што требала да заврши на пазарот во Турција. Проценката е дека на црниот пазар дрогата има вредност од 707.000 евра. Во успешната акција на цариниците и Бирото за јавна безбедност уапсени се двајца осомничени од Куманово и Тетово и против нив е поднесена кривична пријава за неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги. Двајцата возачи на 8 февруари влегле на Блаце со камион, едниот од нив на 9 февруари со истиот товарен камион од место близу Куманово и Паланка оди кон граничниот премин Богородица. Ова за нас е голема работа, голем удар на криминалот, на организираниот криминал и борба против корупција, против распрскување, носење, препродавање на опојни дроги. Сакам да ви кажам да ви соопштам дека во последниве 3 години по проверени бројки ваква количина на марихуана немаме фатено. Успешната акција е резултат на зајакнатата соработка и добро координирани акции на полициските и царинските службеници. Криминалното мочуриште кое што го имаме во држава наша, полека станува и праќаме јасна порака дека криминалното мочуриште што го имаме во држава повеќе нема да го има. Криминалците не треба да знаат дека, односно треба да знаат дека овде не е место за нив. Заеднички, координирано се справуваме против сите облици на криминал. Ова е една од точките во кои што ние соработуваме со колегите од Царина, соработуваме во многу повеќе области заедно. Како што спомна и директорот, ќе има резултати. Полицијата успешно се справува и со пресекување на каналите на македонските наркокартели. Изминативе месеци МВР разби криминални групи кои што се занимавале со продажба на дрога. Станува збор за апсењето на шефот на наркопазарот во Македонија Раде Трајковски Штекли, кој преживеа 3 обиди за убиство. Полицијата ја растори 14 члената криминална дружина на Штекли, која се сомничи дека соработувала во бизнисот со дрога со прочуената Беланоца, која исто така беше разбиена пред 2 месеци. Добро опремени и вооружени полициски сили упаднаа во Чаир, Арачиново, Шуто Ризари, Бутел и Студеничани, места кои се сметаат за бази на бандата Беланоца. Во акцијата паднаа 18 членови на бандата.